Помина речиси 5-6 години, кога така да речам, последен пат прошетав низ Крушевската регија, поточно речено кога во 2017 господово лето за водици го посетив Крушевското село Шелце. Ете како што бели народот, Господ милувал Крушевската регија повторно да ја посетам, но овој пат на ден пред големиот христијански православен празник Свети Атанасија Зимен, 2022 господово лето, и тоа селото Светомитрани. Овој пат решив да прошетам низ атарот на селото Светомитрани, да ги надополнам моите досегашни сознанија за етнокултурните и историските знаменитости за ова село, за чие село устните преданија, легендите, митовите, материјалните артефакти, пишаните документи датираат речиси од античко време, старомакедонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие, затоа што каде и да појдете во атарот на ова село, ќе најдете историја и само историја, каде што секоја педа земја, секое парче камен, секоја капка вода на вистина историја на ова населено место, а за сето ова говорат остатоците од античките, ранохристијанските, средовековните градби, многу тврдини, бедеми утврдувања и други мощни стари сакрални градби од сите историски епохи на целата своја територија, од давнина до денес, кои се дел од парчево земја, кое со милениуми се нарекува Македонија, а народот кој со векови живее овде, македонски, и е дел од севкупната историја на Македонија. Иако со години крстарам низ Крушевскава регија, така да речам, никако не му доаѓаше редот на ова село за да направам и за него документарен запис. Една стара народна поговорка вели дека некога сакаме ние, туку кога Господ ќе го каже тоа. Светомитрани има голема историја од самите почетоци. Положбата на селото Светомитрани се наоѓа во западниот дел на Пелагониската котлина. Од градот Крушево далечено 13 км. Од градот Прилеп исто така далечено 22 км. Демир Кисар околу 20 км и Битола 45 км, Скопје 167 км. Се наоѓа надморска висина од 634, приближно околу 634 метра му е надморската висина. Колку има село и колку жители има денеска? Селото Светомитрани, како што чувме од постановкот, значи напредувало во жители, значи од 30 некаде 40 куќи околу 1900 година и околу 400 жители тогаш, или 300, за зависи колку имале од куќа луѓето. Според последниот попис 2002 година 447 жители, значи официјално. А според пописите од 48 остае 53-та, пак 60 и прва, 71 и 80 и прва и 94-та попис, значи има статистика. Жителите има во некои од годините намалување на населението, но незначително со 30 до 40 жители, а најголема бројност на населението во Светомитрани е запишано во пописот од 81 година. Значи тогаш број на Светомитрани е 634 жители. Кој му се соседни села на Светомитрани? Соседни села на Светомитрани се селото Врбоец, северо-западно према Крушево, значи оддалеченост некаде околу километар и пол. Селото Милошево, кое е ново село тука измеѓу селата Пресил и Светомитрани. Соседното село Пресил исто така зафаќа Матар со нив долу. Долниот дел према полето, селото Крушеани и најголемото село тука во овој пелагониски дел, селото Кривогаштани, кое има некаде околу, според последните бројки, околу 2000 жители. Кои се најстари фамилии во село? А најстарите фамилии, според запишани податоци, се фамилијата Василовци, Декјарковци и според презимината родот на Богерски исто така се
се презимината се менувале, еволуирале, ама овие се презимина старите останати кај Василовци, кај Гетерковци. Има ли доселенички родови во село? Во поново време доселенички родови нема, ама има некои што се жениле, пак решиле тука да го продолжат животот со своите сопатнички. Овдека во селото колку цркви и манастири имате? Во селото Светомитрани имаме две цркви. Значи, црквата што се наоѓа во центарот на селото, Света Марина, ние се викаме на Христово вознесение, и новата црква, мислам возобновената црква Свети Никола во Гробиштата. Значи, таа црква била откриена од наши тука луѓе од селото и е сега возобновена. Според архивските или доказите, значи при искупувањето се најдени изгорен материјал и човечки скелети. Каква е комуникацијата со општината Крушево, па со Кривогаштани, со соседните села, со Крушајани, со и другите соседни села на село? Доаѓа ли автобус или пак? Нашата местоположба е така поставена, ние сме малце одделени од релациите, автобуските релации, ама сега во последно време има автобус. Учениците се превозуваат исто со автобус до Прилеп, Кривогаштани. Имате ли во селово училиште? Кога патувам по селата, бројот на учениците од година во година се намалува? Во Светомитрани имаме основно училиште до сега поново до 5 одделение. И број некаде околу 40 ученици. Кога патувам низ нашиве села, има голем број, не на стари беќери, ја ги нарекуваме кој штом ќе наполни 30 години веќе. Има ли таква случај овдека? Па како и секаде во Македонија, во населените места и па и во градовите, и тука има, значи не се многу, не е голема бројката, ама има што се по возрастни не женети. Така, кој му е летната слава на село? Летната слава на селото Светомитрани му е Спасовден, а зимните слави, значи имаме како најброј на Свети Никола, Свети Ѓорѓија, Петковден, Пречиста. Како беше културно организиран културно-забавниот живот во Светомитрани пред 30 години? Па вака, пред едно 30 години, значи, спаѓам во генерацијата, јас тогаш како 18 години некаде и помал, луѓето се дружеа тука од суседните села и да ја мислам, немаше во прво време како сега кафичи, просто имавме еден кафич тука отворен, кај што се собиравме сите како зборно место што не беше, како и сите млади што сака да се дружат, да се собираат. И после во поново време, значи почнавме да ги отворија по големите места, Кривогаштани, Обршани имаше кафичи и од околијата се собиравме таму сите. Значи, како жител на селото Светомитрани, роден тука, растен тука, сега со место на живење во Битола, значи можам слободно да кажам дека имам дел од тој живот тука што да го речам селскиот живот од Светомитрани, значи што е во мене, пола од мојот животен веќе на 20 години, значи после 25-та година се преселувам во градот Битола, женет, фамилиарен со деца. Тоа е околу мојот животен век до сега, значи во моите 42 години. Иначе сакаме сите да зборуваме за нашето село, како родолюби да наречам, за нашата држава. Градени сме во нашата држава, значи самото раѓање. Ти си млад човек, од што екзистираш? Иако моето место на живење во Битола, сепак тука сум како еден од редовните жители. Значи, ето да речем, хонорално работам и пипер, помагам на моите околу тутуно. Тие се основните гранки што можеме да се занимаваме, прибидејќи сме ограничени со вода. Значи, немаме ние систем на наводнување како што има другите, посебно Биполскиот регион, систем на наводнување за Стрежево. Исто во Прилеп има систем за наводнување од езерото горе Шенови Радо. Тука го немаме, тоа е се малце сме ограничени со водата и мора да изработуваме бушотини за да ги наводнуваме површините со пипер. Додека тутуно не се наводнува, пченките исто не ги наводнуваме, тоа е дар од Бога ако заврне, значи имаме пченки, ако не заврни. Годината беше сушна, нема пченки ова година. Домаќен тутуно тоа е? Да.
Колку кила носиш денеска овдека? Чакай да видим. Почитай скапен колку си. 250. Која рака е ова подврв, дипче? Ово е врв. Од врв. Мајсторе, ќе може ли малце само вака една работа? Од прилика, ова тутунче, за која класа по твоја проценка? За прва. За прва, ајде да видиме повереникот што вели? Чиста прва 280 денари. И не е платен, треба 500 денари да види тутун. Сега, ова да ја прашам, колку е дара, колку одбито, како му доаѓа? Или прво од кој ќе се мери? Откако ќе се мери на вагата си имаме таму процентално, си одбиваме, зависи, наврво може и до 4% да појде одбитоко, на другите му треба да оди 6-7, зависи од квалитетот на тутуно и страните примеси. Така те, ова е врв, горна берба, квалитетен, значи оди прва класа. Евака. Ова е прва класа. Се согласуваш? Може да се пусти. Нема што не се согласува, пошто е прва класа. Ако беше нека друга класа, да бидеш сигурен дека ќе се скунеше. Ево, прва класа. Ајде, младичко, носи. Ајде, ти знае работа да прави. Ајде да видиме сега. Ти знае. Ево, ова е слаб, послаб материјал. Ближе до таму. Близо. Под врв, Ова двојки ќе може да Не оди. прва и ова. то јас ќе кажам дали е прва ова. И добро мајсторе што вика селаните Ума везно ќе му спориме. кај го најде сега се наслоне кој ливче така па скапано да го... Не, што е проблемот тие, ние домашната манипулација малце поголема и се научени се тие во времето што го бара така е. со образованието поминато време. Башка зелено, башка... Да, Уште колку има за носење, имаш уште бачки? Има Има- добро. Прва класа. И ова, да, ова прва класа. стварно беше малце послабо. Послабо беше. Да. Тоа е еден материјал, Значи, като наша тоа- индустријска класа, прекрасен. Немаме тоа. Дома. Ова е втора класа, трета рака тутун. Втора класа, трета рака тутун. Сега вака ова да те прашам, од колку населени места вршите откуп овдека? Освен од Светомитрани. Ова е пункт. Значи има Бучин, Пресил, Милошево, Светомитрани, Врбовец, тоа се 5 населени места. Колку до сега има откупено тутун? Па негде околу 95% откупен тутун. Така, значи до крајот на февруари ќе... Може и порано да види, меѓутоа откупот траи до 1 март. А ако заврши откуп, ако се купи предвидената количина, може и порано да се затвори. На времето имаше... Се зависи од раководството, како ќе Така, на времето имаше една сорта на тутун се викаше кадравка. Ова е од тип прилепе, ама која... Ова е тип прилеп 66. Тие кадравките, тие не се признати како сорти. Тип прилеп имаше тип 10, тип 12 и така натака. Значи ова е 66. Исто тип прилеп. Има ли очио разлика на на квалитетот на тутунот по нива што се вика? Апсолутно. Значи зависно од овде од ова поднобје којата на која село најубав тутун да квалитетен дава? Претежно овие сите села што ти кажав имаат добар квалитет, посебно оваа година. Едни од најпоквалитетните може да кажам. Значи се здрав тутун, не е оштетен, нема градобитнина, ништо нема чист, но квалитетен тутун. Не може да направи споредба меѓу Врбовец и Светомитран или од Светомитран до Милошево или од Милошево до Пресил. Само може да направиш разлика до производител. Кој произведува квалитетен, кој не. Од сите не се исти како производители. Имаш производители што повеќе обрнуваат внимание на производството на тутуна, имаш ние што викаме побатал производители за други зборови. Така. Туку ајде да видиме сега ова што цена ќе оди, што класа поправо? Има Нунко ќе ти окрсти. Ајде, да. Можеш ако слика е условно. Да. Ова малце поцрно изгледа, а?
Црно заточи доби друга класација прва класа. Прва класа. Не, добро. Јас се викам Миле Тасевски, роден во Светомитрани, со постојано место на живење во село Светомитрани. Иначе роден сум 62 година, што значи дека полнам 60 години. И не би го заменил селото, би останал до крај на животот во село, затоа што мислам дека горе-долу сега условите за живење се може не 100% слични, него 80% слични како во градот. Ако ве интересират од инфраструктурни работи во селото, горе-долу се решени некои проблеми, со исклучок што останува да се реши проблеми со канализацијата, што е рак рана на село канализацијата. И водачите на општините, без да споменуваме, да речеме наши и ваши, објективно да бараме и рак рана е на селото, да се одредите едно место, или па да почне општината конечно да особира ѓубрето, затоа што стварно екологијата е дотаравнена најниско може да ниво. Друг проблем во селово што го мачит и што неопходен му е проблемот со резерварот за вода, затоа што тој резервар е изграден 80-тите години и се најдуват во фаза на распаѓање. Значи, со водата стопанисуваат ЈП комуна од Крушево и јас сум вработен во ЈП комуна и покрај моето инсистирање на претходната власт, сега не можам да речам затоа што не сум разговарал со овој градоначелник, не најдува за слух и за сходно дека резерварот треба вистински да се обнови. Јас драго ќе ми биде да појдеме, да го снимите, да видите во каква ситуација се најдува и каква вода конзумират на следното место и да потенцирам дека село Светомитран е едно од најзадржаните и со брз развој на селово задржано и со многу малку миграција. Последниве 10 години можам да речам да, иначе пред тоа селото е доста задржано со добар, највисок наталитет во селото, а со најмалку внимание на општината кон ова село. Од која причина не знам, значи раководеле и ВМРО и СДС иста ситуација. Многу малку се вложуваат во село. Напомнавте дека ова село е едно од со најголем број на жители и постојано зголемување на наталитетот. У училиштето ви работи колку ученици има? Училиштето работи од прво до поново сега до петто. До петто работи. До петто се понови. Тоа одат во Кривогаштани децата. Е сега точно колку 33 ученици, мислам дека може и 40 да има. Да. Задржано е селото. Овдека Пелагонија и овој дел на Македонија, на Крушевската регија, е познато по тутун производството. Да, исклучиво населението се занимава со производство на тутун, сточарство и житни култури. Иста ситуација е со млекото, значи продадов кравите, а иначе за 15 денари литар млеко да произведуваш треба стварно, значи мислам дека експлоатација е многу низок зборов. Што викаат старите, литар вода е поскапа него млекото. Таман модат. Абе чувавме крави и од 300-400 крави што имаш селово, сега е сведено дали имат 100-150 крави.
Ти си еден од многумината овде во селото, кој што од дедо и прадедо старо колено живееш во Свето Митрани. Јас сум Раде Тошевски, роден во Светомитрани, 8.1.51. Со завршено висше образование, сега моментално пензионер. Како се викаше дедо ти, баба ти? Дедо ми се викаше Гроздан, баба ми Велика. И ние сме меѓу најстарите во Светомитрани. В Тошевци имат и други, мислам, фамилии, Коларовци и така. Двајца сино имаме, едни во Прилеп живее, едни овде во Светомитрани. Колку внучина имаш? 5. Како се викаат? Најголемиот е Дарио, па Андреј, па Марија и овај речи го Ведрани и Давид. Кој ти се помили првото или сегарето? Сите ми се најмили, сите ги сакам, подеднакво. Јас работам и како сточар и се занимавам со тутуно производство. Што да ви кажам, кој работи има, кој не работи, нема, се гледа. Тоа е тоа, секаде кај да појдеш сака работа, без работа нема. Колку имаше декари насадено ова година, минатата година? Имам преку 300 декари посадено со житни култури, од кои пшеница, јачмен и граор. И треба за сточарството, без да ако немам посадено, нема, треба да го купуваш и тоа ще е многу скапо, не се издржува едноставно речено. Имаш колку имаш твоја собствена земја и колку имаш земено? Моја собствена земја имам некаде околу 110 декари. Така? И 11 хектари. Така? После имам земено под концесија околу 100 декари и од приватници му плаќам таму одредена цена на приватниците и скоро имам преку 300 декари. Од сточарството имам крави некаде кај 72 грла, од кои има и мали, телина, јунци и така. Ова што ти го работиш, Да? јас би рекол еден мал земјоделски стопанственик. Сам не може, што се вика, потребно е и работна сила. Па имаме околу сите сме заангажирани, 6 души сме во фамилијата. Има ли се случува да речеме во околниве села на некој човек кој што нема трактор, кој што нема механизација, повратник е од градот, да те замоли да му изореш нивата? Па децава наши работа, имаме ние 5 трактори, 6 трактори. Имаме Махиндри, Дојцој, Фордој, Фергусори, од сите села купнеме, се гледа, не да ти се фала. Механизација имаме, комбањи имаме, силажери, сенажери, дрљачи, тањирачи, редоселки за жито, за ченка, за царевка, да наречам и така. Тоа е коментар. Помагаме на сите кои што ќе дојде, помагаме за одредена сума на пари. Без пари не на некој, Така е. ќе помогнеме и за нафтата према пријателите. Така, има ли малце да речеме на почек, што се вика? Да. Мужнијаме со комбањата, со кластот и со класот и летно време кога се жнија, после до зимскиот период кога имаат луѓето пари, ни плаќаат. Гледаме дека во нашава држава македонска 30 тона пиперки на вересија, под навод кажано. 40 тона пченица на вересија, под навод кажано. Ова речи како се вика 10 тона ориз на вересија. Грозјето исто така го дава на вересија, на почек ќе му го зема грозјето, житото, па пари Кој ќе има. Ами, како овој чиго да го решиме тој проблем, пошто ева на струјата и ќе исклучи од бандера. Телефонот ќе го исклучи од централа. Затоа што многу ми навелат дека земјоделецот е под ведро небо. Не да е Боже да падне град и отиде беличето јабана. Култура заминува. Нема производство. Како да ви кажам, не знам како да ви речам дека трговците си го прават своето. Трговците си земат и кој ќе направат, ако е една пиперка, едно кило пиперки кошта 10 денари, тие ќе продадат 30 денари и ќе му врата парите тек после неколку месеци. Или ќе му дава компензација, нешто за набијани цени. Значи, греота на земјоделците, греота.
Дори Треба кога да се взема, да се превземе некои мерки, ама таква не е државата. Силовачна држава. или пак кога зборуваме за сточарството, за овчарството, за Исто, за пчеларството, сточарството. литар вода е поскапо литар млеко. Така е. 20 денари млекото е, 19-20, а една пелистерка е 22 денари. Или добра вода, или било која вода. Кога имаше повеќе намус, почитување на старите во твоето време, Подобро се поштоване, повеќе се поштоване. Сега има една изрека, вели вака, латински, homo homunus lupus est. Тоа значи човек на човека му е волк. Ако просперираш, ако одиш нагоре, по нагорна линија, онда ти завидува. Едноставно речено, нема така поштовање како во времето. Кога се правеше куќи во Светомитрави со камење, гледаме дека некој не може да ги направи куќите, онда цело село по една кола камене му носиме дрва и така натака. Тогаш луѓето кои ќе се поштова. како се викаш? Звонко Симоновски. Што години имаш? 50 50 години. Женет, не женет? женет. Со две чупина. Така, како се викаат? Елена и Милена. Така. Како живееш оре во село? Па, тутун работам, тоа е. Колку имаш тутунче ова година? Имав 12 декари. Така, и колку изваде? Не знам, уште не ми е пеглан, сега не може оној. Така, ќе види. Стана ми е дома уште. Ќе види, ќе види. Отприлика, вака, колку парички ќе земиш тутунчето, што се вика? Како планираш? По твој есам, што се Тоа вика. ни 700 некаде. Така, некаде околу овие 3.000-4.000 евра ќе паднат. Тука некаде. Тука некаде, а? Е, што ќе им правиш на парите? Имам задавачки, сметки, кола купив на. Со да се возиш. Така. За којчата имам, имам. Так. Планираш овој да насадиш на пролет пак? И пак докај 12 декари пак ќе. Добре. Осе тутунче друго што? Друго ништо. Само тутунче. Само тутун работам. Еми сега овој за да се сработат 12 декари тутун. Сака трактор, сака. Имам трактор, оној стар, си работам со Така. трактор. Колку е стар тракторот? Има 20 на години појќе. Па има 33 не старите. Вика старите стара машина Да. да се ми завиши. Так. Дали е добро да се живее в село? Децава млади не седат. Не работа поќе земјоделие. Јас го имам сино 17 години и ми викат ти вели не вложивај поќе в село, вели јас село не седам. Индустријски си има смер на висока струја, си ги познава работите. Јас вели да завршим ќе одам на работа. Вели, в село не ти работам туту. Ова сега да те прашам. Напомна дека чупето го доми го омаши, така речено. Кога последна женска свадба имала во село и дали ти ќе правиш свадба за својата ќерка? Господ здравје, да. Сигурно веридба си правев негде беше точно на ова на Митрој. На Так. дено веридба направивме. И сега тутунчето ќе продаеш на убава свадба. Господ здравје, дека заврши ова се со
ова пандемија, Ќе нема помине, проблем. ќе помине. Ќе си помине. Само здрави Господ. Овде кога сум роден јас во Светомитрани, Кај си учил? го сврти свет овака што се вели зборува, од 15 години излегов по учење во Битола техничко училиште, па во Скопје машински факултет. Па после работа во Скопје, во Битола, Кавадарци, Прилеп, во Мутаво и сега, пошто сум во пензија в град кој ќе немам работа. Што е голем град? Не да ме клоцат од кауч тамо, не. Ово да ми кажеш, ај сега малце овај родослов, лична карта, како си каше дедо ти, до кое колено ги знаеш потомството твое? Јас имам родослов, со помош аве и Зоке ми помогне да направиме тој родословот и имам од фамилијата Коларовци. Од фамилијата Коларовци оде 70% сигурно фазла се Коларовци во селово и 5-6 фамилии се од ними. Богевци, Блажевци, Палевци, значи јас сум Палевски, Тасевци и тука некаде. Значи, од тие Коларовци се произлезени тие 5 фамилии, дури и од Богевци и Коларовци има и во Врбовец. Ова се да те прашам. Се од Палевци, Да, дедо ми здраве, Така? дедо ми здраве, јас сум на него крстен, на дедо ми здраве. Имаше 4 синови и една ќерка. Еден од ними беше Ѓоре Палевски, татко ми. И татко ми имаше 8 деца фактички, не 7. Јас 7, реков 7 сум, меѓутоа едно од децата починало мало на година, 2 таму и така натаму. И не го рачунаме на овде. Колку сега да речеме моментално таа фамилија, вие сте 7 деца, колку се внуци, правнуци отприлика по по браќи и сестри сте? Наброј значи, топтан. ние, значи 7 деца од тие 7 сне тројца школовани. Така? Брат ми заврши педагошка академија, Како се вика? Миле Палевски Така? и починете тој Бог да го прости. Така? Се во Вршани работеше, таму заврши стажа и беше после на директор на основното училиште. После сестра ми Стевка, сега Кликачковска во Кривогаштани, и таа со педагошка академија математика и јас машински факултет завршив. Е така. Колку е стара ова велка? Ова стара велка е помлада е тра од мене. Од јас сум 7 банки во години. 7 банки, 7 деца. И Ова велка е негде веројатно кај 70 година, што знам. и како се Околу 50 години стара е. и како се најде во дворот твој? Еми тука татко ми ние А твоја ова? тука. Да. Од татко ти е? А, Си работене овде, жито се вршеше, се беше жито. кај ви беше гумното овде кај овој? Овде беше Тука, а? гумното, овде Так, беше. так. Овде беше стожерот, Так. ова беше широко вака гумно. Со што вршете со ова или со коњи? Со коњи. Со коњи, а? И вравот беше се, кој ќе се собираше. Амо има сита, две-три сита има. Тука паѓа житото. Овде паѓа житото на ситово. Вамо оди плевата, а долу? Таму оди плевата, одека се клава нешто од ѓубрето што излегува од Так. граста исто така. Песок ситно. Ага. А назад па чистото жито. Вака колку побрзо вртиш, толку појде дува. Ој перкиве. Ако си многу силен подобрзо да вртиш, ќе глиснуваш и жито да ќе свега некаде. Бамбус од кај го засаде, од кај го заде. Ха? Од кај ја засаде? Бамбузо? А, Ми го даде еден пријател ми го даде. од каде? Светомитранец. Од ти... Зоран Богевски се вика. Од ти малце ми е чудно бамбус во Македонија. Чудно е. Бога ми. Оде нема што нема. Бога ми. Може ти е чудно и ловор дека има, е. Значи, оваа резба е представен ликот на елинденецот од ова село Светомитрани, Диме Николовски или Музовски, како што е познат родот.
Изработена е од Здравко Палески, негов внук, единствениот копаничар од Свето Митрани, и након Диме е активен учесник во Илинденското востание. Во одредот и вичетата на Атанас Карев од Крушево, кај Којов трн, каде што доаѓа до судир на востаниците со битолскиот аскер. Диме е починат 49-та година. Познат е по тоа што бил главен играорец и учесник на сите свадби, како свирач, дури постои една анегдота од негово време. Кога имало свадба и се организирале сватовите, тој како главен лик, кој што ги забавувал со неговата музикалност, секогаш кажувал кога треба да се оди како сватоштиње, што се вика тука. Јас седем, син ми два, друг кој сака. Значи задолжително престојувале, така што оваа анегдота е пошироко распространета низ овој регион. Па јас како копаничар работам икони, изработувам од разни светци и во тоа време Зоран ми ја најде слика, Зоран Багески ми ја најде сликата од дедо ми Диме и си реков од оваа икона поарна не може да се направи. Значи икона ќе биде замерак и на човек што ми е од родот, дедо ми. Се гордееш? Инспирацијата сигурно се гордел, тој бил и линденец бил од ова село и тоа е. Покрај копаничарството, изработка на икони и некои други работи, јас изработувам и музички инструменти и нормално свирам на ними. Еве, ова е кавалче, во разни форми има. Ова имаме кавал, професионален, ова е од јасен, ова е од бамбусова трска, ова е од бозел. Да, и сите тие ги свирам јас. Ама ја имаш и тамбурата. И во последно време свирам со тамбура. Ќе може ли да чуеме малце? Пред се имаме еден предлог. Мислам дека и Зоране ќе се согласиш. Прво да чуеме како тоа звучи од кавалчето, звукот македонски, потоа од армониката, по навод кажано наша селска македонска, и на крајот од тамбурата. Ќе може ли? Ќе може, како не? Прилично имам напредувано, еве са истата песна, само ти се чудам Цветово како сама спиеш и со усна хармоника да видиме како звучи. Ајде да чуеме. Ете, Зоране, овдека го слушаме писокот на кавалот, на кавалчето, на армониката, устата армоника, на која што те чинам дека заеднички ние како деца се присетивме кога одевме басоноги по стаништата и кога доаѓа одека за празниците, така да речам праматарите, шетски кажано, да купиме јалва, да земеме и лижавче и по некоја армоника дома уста кој ќе ни купеа. Ке може ли да, ти се радува ли душата? Да, душата се радува. Ова е изворен македонски звук. Длабоко продира во душата и во битот, го активира, навираат емоции, навираат спомени и се надевам дека сега Чичко Здравко со неговата тамбура ќе успее преку сплет македонски песни ура уште повеќе да ги разбуди тие емоции и енергии. Ке може, маестро? Да му се пробаме. Ајде.
мештаните од селото Свето Митрани ми раскажаа многу приказни за минатото на нивниот роден крај, преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, од давнина до денес, кои се дел од парчево земја, кое со милениуми се нарекува Македонија, а народот кој со векови живее овде македонски и е дел од секупната историја на Македонија.